на сите. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Вести точно напладне, добар ден. Објавена долго очекуваната пресуда за убиството на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жижовски. Поречиси 40 на рочишта и 10 месеци судски процес. Судијата Ивица Стефановски го имаше последниот збор во првостепената постапка за случајот која вознемири целата македонска јавност. Обвинети за двојното убиство се Љупчо Палевски Палчо, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев, додека таткото на Вања Александар Ѓорчевски беше обвинет како соучесник во делото. Во кривичниот суд пресудата ја следеше колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, каква е пресудата за најгрозоморните две убиства? Доживотен затвор за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за убиствата и грабнувањата на Вања Ѓорчевска и Панче Жижовски. Судијата Ивица Стефановски ја образложи доживотната казна во пресудата за свирепиот начин на кој што биле убиени и Вања Ѓорчевска и Панче Жижовски. Вања киднапирана и врзана со стеги на рацете и нозете во вреќа за спиење, пренесена во гепекот автомобилот, а потоа во местото Бразди убиена во главата и било пукано во главата од страна на Палевски, каде што со оштетувањето на мозокот го изгубила животот, а потоа од страна на другите обвинети била закопана во веќе ископаната дупка уште пред да биде убиена, додека пак Панче Жижовски киднапиран од неговиот дом, врзан со на рацете со јаже, со салотейп на устата, исто така во гепекот од автомобилот бил пренесен до местото во дупки во близина на Велес, каде што Палевски исто така му пукал во главата, а потоа по неговата смрт бил фрлен во дупката. Поради свирепиот начин на убиства, но и на киднапирање, судијата Ивица Стефановски им пресуди доживотни, единствени доживотни казни затвор. Таткото на Вања Ѓорчевска по година и половина во домашен притвор, како меѓу другото и тој обвинет, денеска доби ослободителна пресуда, бидејќи според судот обвинителството не можело да докажи по година и половина вина и инволвираност во случајот за киднапирањето и убиството на неговата ќерка. Во продолжение ја слушаме образложението на пресудите од страна на судијата Ивица Стефановски. На тешко психичко страдание со силен интензитет, повртана состојба и неспособена за отпор и било предочено да ги биде убиена, така што по налог на обвинетиот Љупчо Палевски, обвинетиот Велибор Манев го излила жртвеното дете од гепекот, по која обвинетите ја доближиле и ставиле во претходно ископана дупка од нивна страна со димензии од околу 180 см должина, 85 см ширина и 60 см длабочина, каде обвинетиот Љупчо Палевски со огнено оружје, пиштол НН марка калибар 9 мм, преку пениче кој го нашол во близина, испукал еден куршум во пределот на главата на оштетеното дете, нанесувајќи огнестрелна повреда на мозокот со застрел во пределот на главата со влез во предел на десната темена легија и канално оштетување кој минува низ десната мозочна хемисфера, мозочното стегло и низ горните вратни прштени, очитувајќи го почетниот дел од бебетниот мозок и завршува подкожно во предел на задната страна на вратот во висина на додекавиот продолжеток на четвртиот вратен прштен, а каналот се должува 32 см со правец на протегање од горе кон доле, од десно кон лево и од напред кон назад. А како резултат на врскувањето канал низ мозокот дошло до пренетување и преки на работата на важни мозочни центри и настапила смрт и оштетеното дете Вања Ѓорчевска, па откако обвинетиот Љупчо Палевски ја изгубил вреќата за спиење, обвинетите го закопале телото во ископаната дупка, а потоа на нива покрај земјен пат, ватерот во Бразда, го запалиле автомобил Citroen со рек број P2931 со претходно купен бензин во туба од обвинетиот Владко Кешишев и сите заедно заминале со Хонова Рено Канго СП-43 Курт. Обвинетиот Љупчо Палевски со огнено оружје, пиштол НН марка калибар 9 мм, испукал еден куршум во пределот на главата на оштетениот, нанесувајќи му огнестрелна повреда на мозокот со прострел во пределот на главата со влез во предел на големата слепочна легија и канално оштетување кое поминува низ левиот слепочен мускул.
левата следочна коска, двете мозочни хемисфери на големиот мозок, из десната кремена коска и завршува со излез во пределот на десната кремена регија, а каналното оштетување е со должиност до 11 см со травесно протегање од лево кон десно, од горе кон доле и од напред кон назад. А како резултат на омостениот канал из мозокот дошло до пореметување и преки на работата на важни мозочни центри на стартова смрт кај штетенот Панче Жижовски. Потоа обвинетиот Лупчо Палевски, паќајќи кој во делот и нозете го тунел телото на оштетениот до скопаната дупка, која ја затворила и покриле кој што обвинетите заминале со двете возила ПМВ Citroen Rec 2931 и ПМВ Renault Kangoo SK 403 УИ. Обвинителките се задоволни од пресудата, велат обвинетите ја добиле заслужената доживотна казна затвора, а за во иднина се испраќа порака дека вакви свирепи дела ќе бидат најстрого казнувани. Сепак, иако не успеа да докажат вина за таткото на Вања Александар, судот му досуди ослободителна пресуда, сепак тие се уште имаат сомнежи кај Александар Ѓурчевски, бидејќи според нив само тој и мајката на Вања знаеле кога девојчето излегува од дома. За осомничениот од Народна банка, за кој Велибор Манев кажа дека кај него се наоѓа оружјето со кое биле убиени Вања и Панче, кажа дека нема да влие сега на пресудата со оглед на тоа што пресудата е веќе денеска донесена, за него се води посебен предмет, а се уште се собираат и материјали во овој предмет. Сепак во продолжение да ги слушнеме и нивниот и ставот на обвинителките околу денешната пресуда. Изречените доживотни казни затвор за обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Лупчо Палевски се доказ дека ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното да детели убиство и на Вања Ѓурчевска и на Панче Жижовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. Ова е доказ дека правдата сепак излегува на површина. Системот правилно упати порака дека вакви действија нема да се толерираат и ќе бидат најстрого казнувани. Во однос на обвинетиот Александар Ѓурчевски, иако денеска не ги слушнавме аргументите на судот за ваквата пресуда, неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓурчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучок ќе оди само, немало да има ниту грабнување, заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исход последователен. Обвинителството не можеше да помине преку овој факт, а наспроти тоа имаме и други докази кои иако се посредни, сепак се докази за вината на Александар Ѓурчевски. Адвокатот на таткото на Вања, иако неговиот клиент денеска доби ослободителна присуда, сепак смета дека денеска нема простор за еуфорична или победничка атмосфера, бидејќи судот, ни обвинителството, ниту пак судот не дале образложение зошто била киднапирана и убиена Вања и зошто Александар бил инволвиран во целиот процес без никакви докази. Според адвокатот Туфекџик, кај Александар, кај неговиот клиент, таткото на Вања, нема расположение кривично да ги гони обвинителките, па во продолжение слушнеме и неговата изјава. Ова одлука е по своја суштина празна, затоа што не ги добивме одговорите на три клучни прашања: зошто е киднапирано и убиено ова дете? Не добивме одговор на прашањето зошто по секоја цена се инсистираше да Александар биде дел од оваа постапка, иако од првиот момент се знаеше дека за него нема ниту еден доказ. Што значи, должни се институциите кои ја раководеле оваа истрага да дадат одговори на овие прашања и дали, особено на ова прашање, дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од
Она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Адвокатите на другите обвинети, на Љупчо Палевски, Боре Видевски и Владко Кешишев, кажаа дека ќе се жалат на донесената денешна присуда од страна на судијата Ивица Стефановски, бидејќи според нив судењето се водело нефер, а тие без никакви докази се осудени на доживотна казна затвор. Ги слушаме и ниво продолжение. Ниеден доказ нема, нити разумен сомнеш, а да имаше барем еден разумен сомнеш кој наликува на доказ, ќе беше добро за да имаме вакви пресуди. Секако дека ќе вложиме жалба, меѓутоа како што почна така и заврши овој циркус, гледате дека без ниеден доказ самото обвинителство конфузно и во завршен збор, каде што целиот акцент го стави малтене на целото внимание на таткото. Денес таткото доби по мене заслужено ослободителна пресуда, бидејќи немаат докази, исто како и за мојот клиент, за другите имаат адвокати, не би коментирал. Останувам на тоа дека ќе ја видиме пресудата се што е од доказите, меѓутоа мислам дека од денешното она што го слушнавме, моje лично мислење е дека не се ценети нити еден доказ на одбраната, иако беа доста и во нашите завршни зборови. Сигурно слушнавме два непобитни факти. Во својата објава судот ги ослободува обвинетите од грабнувањето на Панчо Жижовски. А јас би запрашал како го убија, а не го грабнаа. Тоа е првата работа. И втората работа. Судот во својата објава вика дека човекот е убиен 10:30. Цела Македонија виде снимка дека 12,5 сат човекот е жив на бензинска станица Лукойл во Велес. Цела Македонија ја виде таа снимка. Доколку не бил Кешишев, немаше да бидат пронајдени ниту телата, ниту пак начинот на извршување на грабнувањата, а особено сметаме дека судот не поклони доволно верба на исказот на Кешишев во делот на дека исто действувал под страф и по наредби на обвинетиот Палевски, па поради тоа подобрувањето на образложението на пресудата истата ќе разгледан па ќе биде обжален. Да, Тамара, ги слушнавме адвокатите. Со ова официјално завршува првостепената постапка до животни казни затвор за обвинетите за двојното убиство на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. Ти благодарам за ова известување во вестите. Продолжуваме понатаму. Премиерот Христијан Мицкоски, првиот вице-премиер и министер за животна средина, Изет Меджити и министерот за здравство Азир Алију се во посета на Универзитетската клиника за детски болести. Посетата е организирана по повод завршувањето на 11 значајни инфраструктурни медицински проекти на клиниката. Во овој момент течат изјавите на премиерот и на останатите министри. Предлагам да се вклучиме во живо и да слушнеме дел од нив. Опозиција имаше можност повеќе од 20 години да создаде закон кој што ќе обезбеди правична застапеност. Тоа не го направија. Создава импланти кои што знаеме сите како завршија, со големи злоупотреби, измами и така натаму. И тие исто така како моментално опозиција, а во времето кога беа во владата, самите во еден извештај кажуваат дека времето на, условно кажано, алатката балансер е изминато и дека треба да се замени со нов начин на обезбедување на правична застапеност и така натаму, така што кредибилитетот на тие политичари, посебно за овој закон, е сведен на нула. Така што, еве да почекаме да се произнесе Венецијанската комисија, потоа сите пратеници во рамките на парламентот ќе го имаат предлог текстот на кој што може да учествуваат со амандмани и нормално се разбира доколку биде усогласена формата да биде изгласана, а потоа и применета. Ние одиме чекор по чекор, не создаваме импланти кои што потоа се против уставни или пак се злоупотребуваат, туку сакаме се да биде како што треба, за да не се политизира, да не се создава политичка тема онаму каде што најмалку е потребно. Ова е закон кој што обезбедува професионализам, компетентност за сите граѓани во Македонија.
Премиере, две прашања имам во однос на АФЕТ. Првото, вчерашниот исход, дали може да го карактеризирате како мала победа? Второто прашање ми е, Радев испрати писмо до сите европски челници, каде меѓу другото порача дека Бугарија нема да прифати замена за францускиот предлог, имаше забелешки и на деловите каде се споменува македонскиот јазик и идентитет. Коментар на тоа, како и на Борисов, дека кажа дека ништо фатално не се случило, но дека амандманот ќе се поднесе и на пленарната седмица. Добро, тоа се изјави на бугарските политичари за домашна употреба. И тоа е разбирливо. Ме прашавте дали е мала победа, не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа. Тоа што тие истите обвинуваат дека Русија прави во Украина со негирање на идентитетот на украинците, јазикот и така натаму, вчера одредени европарламентарци се обидува да му го направат на овој малуброен македонски народ. Да креираат модерна македонска нација која што се служи со модерен македонски јазик. Во прва фаза тоа не помина. Но она што нас не прави задоволни е што граѓаните можеа да видат дека ниту идентитетот е бетон, ниту јазикот е бетон, како што одредени измамници во политиката не убедуваа изминативе 3 години, без разлика дали се од тука или од надвор. Сето она што го зборувавме од самиот почеток, вчера се потврди во неколку минути. Не. Да, тоа беа дел од одговорите на политичките прашања. Многу повеќе за посетата на клиниката ќе слушнеме и во вестите во 16. Продолжуваме понатаму. Во Хаг денеска продолжува самитот на НАТО, на кој учествува и македонска државна делегација, предводена од претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Во делегацијата се и министерот за надворешни работи, надворешна трговија Тимчо Муцунски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на генералштабот на армијата. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова од Хаг изјави дека имала средба со бугарскиот премиер и разговарале за потребата од меѓусебно разбирање и почитување. Денеска македонската делегација е предвидено да има повеќе средби со представници на земјите членки на НАТО. Во фокусот на дводневниот самит во Хаг е предлогот на генералниот секретар на НАТО Марк Руте за зголемување на процентот на финансиските средства кои што државите членки на алијансата годишно го одвојуваат од националниот БДП. Во продолжение слушам изјавата од претседателката Силјановска-Давкова. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер вчера пред вечерата. Што разговаравте? За нужноста од меѓусебно разбирање, без посредување, за потребата да се почитуваме, за потребата да го следиме духот на двата народи, за потребата да помагаме, за потребата оној кој е веќе внатре да му помогне на оној кој што оди кон Европската Унија. Јас ги берам зборовите, верувам во потребата од пријателство, верувам дека тоа ќе се случи и мислам дека тоа е нешто неминовно. Уште 4 македонски државјани се евакуирани од Израел. МНР информира дека во текот на вчерашниот ден успешно е преземено едно семејство, мајка со 3 деца кои со лет од Тел Авив патуваа до Атина. До денес вкупно се евакуирани 12 македонски државјани, 8 преку Египет со владиниот авион и 4 преку Атина. Најголемиот дел од нив се деца. Согласно информациите од дипломатско-конзуларното представништво во Тел Авив и имајќи го предвид прекинот на огнот во сила од 24 јуни и стабилизирањето на безбедносната состојба, државјаните кои првично беа подготвени за итна евакуација во моментов го одложуваат своето заминување. Рестрикциите поврзани со конфликтот со Иран се укинати, а училиштата, институциите и продавниците повторно функционираат, се вели во соопштението од МНР. И понатаму останува препораката од Министерството за надворешни работи да се избегнуваат патувања во земјите од Блискиот Исток.
Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски оствари средба со представници на банките во Македонската банкарска асоциација. Ова е прва официјална средба на гувернерот со банките по неговото именување. Гувернерот им наложи на банките да се откажат од дел од провизиите што им ги наплаќаат на граѓаните и стопанството. Од банките возвратија дека секоја банка носи поединечни одлуки и дека тие имаат трошоци и велат ќе биде долг процес анализата за тоа што и од кои надоместоци ќе можат да се откажат во следниот период. Надоместоците за одржување на платежна сметка за компаниите, иако се на слично ниво како кај матичните банки во Европската Унија, сепак представуваат висок трошок, посебно за малите и средните компании во земјата, поради што треба да се намалат. Понатам, надоместоците за користење на електронско и мобилно банкарство во услови кога се наплатуваат надоместоци за одржување на платежна сметка, представуваат дополнителен трошок кој би требало да се укине, имајќи предвид дека ова услуга е вообичаено бесплатна за граѓаните кај матичните банки од ЕУ, а дел од нив не наплатуваат вакви надоместоци ниту од компаниите. Понатаму, надоместоците за плаќањата со платни налози во рамки на банката треба да се укинат, имајќи предвид дека за нивно извршување не е потребно користење на платни системи кои создаваат трошоци за банките, а ова услуга е вообичаено бесплатна за граѓаните кај матичните банки од ЕУ. Понатаму, надоместоците за меѓубанкарски плаќања во домашна валута кои се извршуваат преку платните системи КИПС, кредитниот интербанкарски систем, кој што кај нас е приватна компанија во сопственост на банките, и МИПС, кој што е во меѓубанкарски платен систем во рамките на Народна банка на Република Македонија за поголеми износи на плаќања, значи тие надоместоци треба значително да се намалат, имајќи предвид дека ваквата услуга кај матичните банки од Европската Унија за плаќањето во евра како национална валута во СЕПА е бесплатна или по многу ниски надоместоци за граѓаните, најмногу до 1 евро. Надоместоците за подигање готовина на туги банкомати во земјата и странство, кои кај некои банки се и во вид на процент од износот, треба да се намалат и поедностават следејќи го модулот на поставеност кај матичните банки од Европската Унија кои преминуваат пониски фиксни надоместоци по трансакција. Цените ќе се одлучуваат на ниво на секоја банка индивидуално. За крај на овие вести се вклучуваме во метео студиото на Сител, таму е колегата Љубиша. Љубиша, добар ден, какво време очекува во текот на денешниот ден? Добар ден, до тебе се разбира и до нашите гледачи. Денес, уште во раните утрински часови, сончево и многу топло време со високи температури. Така продолжи и предпладнето, а и во овие пладневни часови. Но сепак лето е, народот вели, житото треба